Свадбата на Фигаро имаше своја премиера на Охридско лето, за некои што не се сеќаваат, 2011. Да. Ја режираше грузиецот Леван Цуладзе и тогаш Сашко Коцев, кој што станал пред 15 на минути, изјавил оваа представа ја подготвивме за 20 на дена, додека Цуладзе беше во Македонија. Значи можеме да констатираме овде сите заедно дека нема врска колку се подготвува, ако е нешто добро и ќе трае, така? Или има врска колку е тој процес на подготовка? Па не сум баш сигурен, нема рецепт. Нема рецепт. Значи посебно за било која уметност нема тука рецепт. Работава е што, мислам дека го кажав и пред некој ден разговаравме, дека ние не тргнавме да го менуваме светот со оваа представа и се испостави дека секојаш кога нешто со таква мисла ќе тргнеш да го правиш, потоа се претвара во нешто друго и се ствара нешто многу интересно и убаво. Представата, да, мораше за Охридско лето да се стигне, на брзинка ја направивме, мора да признаеме дека после од септември во новата сезона кога почнавме да играме, малку беше негде тук там по нешто климаво, некоја сцена, но со тек на играње таа прерасна во стварно добра и многу чиста представа, многу мазна, многу мека. Мислам дека имаме одлично дело. Не е мерило тоа колку време се спремаат представите. Нели обично велат глумците треба убаво да се внели, тој процес треба. Оваа представа спремавме за 20 до 30 дена и целиот процес идеше многу лесно. Има представи кои што ги спремаме по 5-6 месеци, па си играат 10 представи и толку завршува. Умираат, да. А оваа си игра 5 години. И некој глумачка болест, знаете која е? Која? Обавезно му фала 10 дена. Кога сме 2 дена пред премиера, обавезно викаме уште 10 дена да имавме. И ќе беше секако што треба. Тоа се случи со една нова премиера што имавме сега. Ама не кажуваме за која. Не кажуваме. Не кажуваме, да. Демек леле да имавме уште 10 дена и ни дадоа. И беше полоша на премиера него претходните 10 дена. Знаеш за кој збор? Нормално не се да кажам. Добро. Значи од сега кажувајте 20 дена дечки толку и доволно. Ништо, нема никаква врска тоа. Не се ципол најмногу се спрема представите, би требало да се спрема. За месец и пол. Од месец и ние пол до 3. знаеме и по 6 месеци да правиме представи, па не дека се подобри од овие што ги спремаме по 30 дена. Тоа беше за Дракула пред 7-8 години. Значи касниме, оваа представа дека 7 месец се работи и поминува режисерот кај бифето и му вика: "Братче, кога премиера бе?" Не, на глумеца не го пише. Кога премиера? И му вика: "По сега за 15 дена." Режисерот се врти: "Не форсирај бе. А 7 месец работевме." 7 месец? 7 месец. Да. Тука и деца се родија во тој процес. Деца се родија, разводи. Нема разводи, да. Кои се жени, кои се... Но знаевте ли кога се сериозно, знаевте ли кога се подготвуваше тие 20 дена првите дека тоа ќе биде од процесот самиот нели на режисерот, дали знаевте дека тоа ќе биде представа која што ќе трае и ќе донесе публика и ќе има полни сали? Јас искрено не верував. Не верував толку затоа што така судбината на нашите представи секогаш запира после 20-та изведба и меѓутоа оваа представа е навистина со леснотија работена. Иако ја работевме на 45 степени, летно време во стариот МНТ и во супер услови. Представата работена подвршник. Подвршник, да. Памтам една проба јули месец, околу 10 јули, значи 20 и некој имавме премиера од Охридско лето, така нешто, 22 мислам дека сега, ако е 22 да. И памтам една проба, на време вака да го... А треба да е брза, нели Фигара тука? И вака го сега, стиме да ти кажам нешто, пошто внатре мислам 45 степени, внатре, значи многу потопло него надвор. Немавме клими, немавме така, нели имаш промеја. Зимно време немаш клима. Не, имаше клима во стариот театар, субтропска. Мораме субтропска беше. Ама сега во новиот се веќе други условите, така? Па не, тоа не може да се споредува. Мене сите кои ќе ме прашаат како е новиот болеви, не бе викам у стариот сакам да се вратам. Сум каде ќе споредиш на голубарник. Не. Секоја представа, повторно Сашко Куцев, цитирам една изјава ваша, велите огледало на режисерот, а тој, овој пат за овој режисер, нели Леван Цуладзе, велите има мек израз со суптилна нота на духовитост. И тоа беше доволно? Од кај ги копа овие мои... Мора да се подготвиме. Да, секоја представа се огледало на својот режисер. И баш тоа е реченицата со која он ја започна првата проба. Вели, сакам да направам една мека, нежна, летна приказна. Не само заради тоа што е Охридско лето, него како намерно да беше одбран текстот, како да одиме ние во Охрид, нели грофот ги носи на еден летниковец,
негде таму покрај езерце ја носи целата своја свита, слугите, соработниците, братучедите, ги носи и тука има љубовни сплетки, и всушност тука има и критика на општеството на големците, демек против нив Фигаро секогаш нели слабиот, малиот сака да ги победи големите, но тоа беа неговите зборови. И така понатака додека работевме, само ја отсликувавме неговата енергија. Тоа со секој режисер така. Ја отсликуваме неговата енергија. Као диригент еден кој што сите викаме, нели можеме да свират овие без диригент? Тоа не може. Тоа е неговата слика тука се поточува. Така, енергијата, да. Не, значи режисерот ни не знам, ни падна од небо, онака. Да, тоа неверојатно беше. Каква среќа имавме што работевме со таков човек, он пред се голем човек. Значи исклучителна личност. И затоа и представата толку трае, и затоа представата има точен кастинг, има точни костими. И сценографијата. Да, Кокев исто така со костимите добро се вклопи. Мислам тоа е незина прва соработка, онако многу брзо се разбра. Прв пат изработува театарски костими. И затоа не можеше поинаку да биде представата освен добра. Ако многу лесна, многу чист хумор има, значи нема вулгарности, нема пцовки, а сепак е исклучително духовита представа. Ако зборуваме за 100-та изведба, веројатно зборуваме и за можност за импровизација, нели, кога се работи за Бура Барут или такви некои представи кои што се играли повеќе од 100 пати, секогаш има можност за импровизација, ама повторно сте рекле дека ако првата траела, не знам, час и 57 минути, да речеме, секоја следна траела можеби само минута повеќе. Тоа значи дека нема многу можност за импровизација или вие не си ги дозволувате. Толку е тоа. Не, има можност, секоја представа се има можност за импровизација. Овде испадна дека можело до 100 да се стигне, а без во представата да се вадат гаки од да, нема никакви вулгарности, да не ги кажам сите пцовки, едноставно. И нема потреба од вицови или нивна политика која што треба да се воведе во. Да, дека можело и така да се стигне до 100. Што тргнав да кажам, дали има импровизација? Има, но тоа е се во темата, се во моментот, нешто само да ја доправи таа ситуација. Во контекст на целите диалози, на целата приказна есенцијата, не ја имам изгубена. И едва чекам, во 9 часот почнува тоа парче. Да? Каде што Саша Коцев има еден дел, не само што публиката се забавува, ние се забавуваме пред се. Вивата, што правите? Па добро, дојдете вечер ќе видите. Ајде да видиме сега. Тоа е едно парче, но монолоџе кој беше кратко, треба јас да го убедам Грофот дека тоа да го излажам нешто. И со сите сили, со сите средства се мачи Фигаро, се мачи тоа. Од пети и од шести доли тоа расте и тоа е више делириум паѓа. Публиката кој ги види дека и ние се смееме на сцена дека тој моментот се родил, сите се смееме, само Саша не се смее. Само ја не, па како? Значи сите се смееме, сите актери што сме на сцена се смееме, само не се смее. Ама тој момент кога ќе го препознае публиката, тоа е безценето, тој вришта, тоа е вриштање. Да, еуфорија. Да. И кога сме кај публика, само ова или ретко представа и покрај 100-та изведба нели вечерва, велите секогаш има полна сала. Колку е тоа убаво, колку е предизвик за секој, нели? Живеете на сцена, живеете за тој миг да видите полна сала. Најубаво. Секогаш кога почнува представата, прашуваме публика како сме со публика. Знаеш, кога ќе ти кажат пола сала, па добро, кога ќе ти кажат пуна сала и галерии пуни, и тоа е. И уште кога ти кажат дека деца има повеќе нели млада публика која што доаѓа и пак и повторно да ја види представата. Има луѓе кои што имаат гледано 7-80 пати оваа представа. 7-80? Да. Има баш. Има. И потоа има некакви комуникации со нив, не знам, имате време, имате можност. Па знаат да дојдат позади сцена и да ги видат костимите, да разговараат за представата, да. Тоа е чувството кое што не се купува со ништо, освен со тоа да излезеш на сцена и да го пренесеш ликот автентично како што доликува. Да. За каде брзаме сега? Каде одите после ова интервју? Јас имам проба во МНТ за нова представа Животот е убав на Александар Морфов режија, на Ердман е текстот. Мислам дека и тука ќе имаме една одлична представа и исто така уште една привилегија да работиме со европски познат режисер од Бугарија. Текстот е прекрасен, комедија е, прекрасен. Посебно што режисерот е, значи, вистински онака Александар Морфов, бог на тоа што го работи. И е посебна привилегија да се биде таму. Кога треба да очекуваме? Тоа не би знаел да ви кажам, најверојатно ќе шпекулирам, навистина не знам.
Тоа е сепак работа на продукцијски дел е тоа, Така, на дирекција да. работа, најверојатно почеток на април. Почеток на април, да. Да, па според ова темпо што е, мислам дека почеток на Да. април. Која е вашата улога, смееме да кажеме нешто? Па да, тоа е улога сосед на главниот лик кој што сакајќи да го извади од да му помогне, не сакајќи му одмага во неколку работи. Тоа е како не ми помагај брат, така Да, некако. бате не ме Бате, брани. бате не ме брани. Да, да, да. Комедија или трагедија? Секогаш е она прашање кое што им го поставуваат на актерите, на глумците. Еве, ова е доволен доказ дека и комедија знае и така да ве понесе и вас и да биде нешто за кое што сакате, нели? Да ми се случи вечер во 8 и во 9 делот на Сашко. Па јас си знаиграв трагедии. Доста беше. Да, и мене, јас навистина многу сакам комедија. Ова е единствена представа моментално што играм комедија. И една спремаме приватен проект за кој што не смеам да зборувам. Ке ни И кажете сме кој ќе смеете да 5 зборувате? жени на сцена, само долно е толку да кажам. И едва и чекам да се случи. Да, а што се случува во театар? Имаме ли нешто ново за што можеме да зборуваме? Па не, Не. не. Па добро, не, освен тековниот репертоар. Освен таковниот, Освен да, нормално. Си играат представи, Војкованја е вратена веќе на сцена после 10 месеци и Повелата. Таа е сепак нова представа, иако 10 месеци направивме пауза од X причини, меѓутоа е квалитетна и вреди да се погледне. Да. Сашко, вие? Додавка само комедија, трагедија? Има некаква? Нормално знам е вие мене да да имате ме... некако. Да, сега мотам низ глава, баш си ги бројам представите. Можам да кажам дека е некаде 70% од представите што сум ги одиграл се драми. Не мора да значи трагедија, Трагедија, сепак тоа да, е но е драма, драма. а многу помалку комедии. А вака, ако ме погледнеш, ќе кажеш, ќе ме поврзеш со комедија. Тоа е, нели, телевизијата е многу моќен медиум, па таму сум се појавил во такво светло и тоа е нормално, ти си запамтен по тоа светло. Но друго е кај еден актер, по својата природа, неговата природа, начинот, изразните средства што ги поседува, на кај што тежнеат. Сигурно дека моите тежнеат на кај комедија, ама тоа не значи дека јас сакам само комедија да играм. Напротив, дека може некогаш дури ми до овде. Тажниот клон, сите ги засмеуваш, а ти некако после представа. Да. Нешто како многу... Сте ми рекли Има неколку... еден монолог во представата, каде што зборува за неверството и за... Никој не го сваќа сериозно. Тој е толку тажен и толку навистина до плачење довидува тој монолог. Да, ама затоа што претходно се е комедија, Да, комедија во да, представата да, и и немаш- одеднаш тоа некако Да. ги збунува на пола, се како чека што беше ова, додека да се вклопат Да, да. Сте ми рекле во однос на тоа тажен клуб неколку пати, нели, пред интервју, доста веќе до кога ќе ме застанувате. Кажи некој виц? Па не, Сега тоа исто нема како многу сега такви. Нема такви. Ова, ама знае тоа некогаш да... А посебно што никад ја виц не кажам. Еве знаат тоа виц да дојам да кажам. Си биле мујо и хасу, не знам што. Многу ретко кажам вици, ама не стане нормално луѓето. Може ли да претпоставиме што ќе се случи на свадбата на Фигаро понатаму? Ќе продолжи додека има публика? Јас или- мислам дека ние ќе тераме до 200-та изведба. Навистина е Да. така? Мислите Дека така? супер Да. сме залетани. Значи, благодет е една представа во месецот да се стави 2 пати. Зборувам сега затоа што веќе се 100 изведби поминати. Инаку оваа представа идеше и по 6 пати месечно. Што 2 пати да стават една представа во месецот е тоа многу за и за нас актерите и за самата таа представа. Оваа представа идеше 6 пати месечно на почетокот. Ви благодарам за ова гостување и се надевам дека повторно ќе бидете овде во ТВ Нова за 200-та. На 200. Може? Може. Так, може. А и некоја друга стотка ќе правиме, може така? Па да, има представи што се ближат до Блиску 100. до Има, стотка? има. Добро, ве чекаме тогаш наспан. Спам па у 4 попадам. Да, 4 поподне. Ви благодарам што бевте дел и од овој разговор на ТВ Нова, одиме понатаму.